ВМРО ДПМН за избор на градоначалник на Скопје, за поратиките што ги испратија лидерот на партијата Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник на град Скопје Орце Георгиевски во живо Габриела Лескова. Нови капитални проекти и напорна работа во следниот период. Овие две фрази практично доминираа во говорот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на вечерашниот завршен митинг за локалните избори 2025. Меѓу другото, премиерот повика и на масовна излезеност в недела, кога практично ќе се гласа во 32 општини и во град Скопје. А кога сме кај град Скопје, кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за град Скопје, Орце Георгиевски повтори дека градот ќе биде чист за 72 часа откако ќе стане градоначалник на градот. Најави враќање на градски воз, меѓутоа и како што рече, ќе стави ред во јавните предпријатија. Во продолжение слушаме дел од нивните пораки. Во наредниот период ќе почнеме со повеќе од 70 крупни нови проекти во инфраструктурата, енергетиката, здравството, образованието, земјоделие, култура, технологија, правда и други области. Ке има конкретни чекори, нови училишта, модерни болници, мерки за чист воздух, дигитална трансформација, инвестиции што ќе треба да донесат достоинствени плати. Во периодот кој што е пред нас, покрај проектите што ги најавивме, започнуваме со серија на конкретни мерки кои ќе го подобрат животот на луѓето, ќе зацврстат економијата и ќе донесат подобра во секој дом. Овие мерки не се само обичен лист хартија, туку планови што ќе го променат животот на луѓето. Да, животот е навистина скап. Да, секој ден е борба со сметки, со гориво. Знаеме како да воведеме и ред во јавните предпријатија, за да бидат сервис на граѓаните, а не дупка без дно. Ќе набавиме нови еколошки автобуси веднаш. И да, во соработка со владата ќе го воведеме и градскиот воз, што ќе ги користи постоечките пруги, проект што веднаш ќе го подобри превозот во Скопје. Ние не ветуваме, ние имаме план и знаеме како заеднички ќе го спроведеме. Габриела, своји активности има и дел од кандидатите за градоначалници на СДСМ. Какви пораки тие испратија? Кандидатот за градоначалник на Крушево на СДСМ Томе Христовски, кој што беше гостин во тема на денот, се осврна на капиталните проекти кои што ќе ги реализира доколку добие трет мандат поред. Од друга страна, претходно исто така кандидатите за градоначалници на СДСМ има активности преку текот на целиот ден. Александар Трајановски вети ново смарт осветлување во општина Аеродром, со кое во пракса ќе се постигне поголема заштеда на финансиски средства. Во продолжение слушаме делот пораките на кандидатите за градоначалници на СДСМ. Десетина капитални проекти, во тек се топ 5 капитални проекти кои ќе се имплементираат во наредните 5 години. Пред 2 недели го подпишав, односно пред недела дена го подпишав Cross Border проектот или за прекугранична соработка со Република Албанија заедно со Европската Унија, каде што ќе изградиме ново полетиште. Тоа ќе донесе плюс инпут врз локалната економија, каде што Крушево ќе го почувствува вистинскиот инвестициски бум. И во поглед на туристи, каде што досега рушиме буквално рекорди со посетеност, но и понатаму ќе се направи подобра локална економија, нормално кон сите давачи на услуги во Крушево. Од друга страна ќе изградиме огромен парк на местноста Гумења, каде што беше исто така спортскиот комплекс недовршен, нефункционален, недоволно функционален во изминатиот период. Исто така пумпната станица која после 40 години комплетно ќе реконструираме со нови мотори, нови пумпи, внатре нова инсталација. Предвидуваме низа на реални и остварливи проекти кои значително ќе го подобрат квалитетот на животот во нашата општина. Старото јавно осветлување го заменуваме со ново, смарт, економично јавно осветлување со цел да добиеме модерен систем за јавно осветлување што ќе креира заштеда на средствата. На почетокот овој проект ќе го имплементираме во јавните паркови, дворовите на сите детски градинки и основни училишта низ општината. Потоа ќе продолжи и кон замена на јавното осветлување и на сите улици и паркинзи во општината. Да, Габриела Лескова во живо за пораките од митинзите и одветувањата на кандидатите за градоначалници во општините низ Македонија.